Една од побитните одлуки кои што донесе Советот на општина Прилепа е тоа да се воведи бесплатен градски превоз на пензионерите, односно жителите на општина Прилепка со навршени 62 години за жени, 64 години за мажи. Се со на цел она беше надополнување на одлуката која што ние како Советот донесовме во претходната седница со продолжување на действување на оваа одлука, односно со почеток од 8 до 12 часот секој работен ден. Советот на општина Прилепа му даде обврска на директорот на јавното комунално претпријатие за просторно урбанистичко планирање да поднеси извештај до Советот, се со на цел да се прошири, дали може да се прошири опфатот на некои други категории на граѓани на општина Прилеп, се со на цел да им излеземе во пресред на граѓаните кои што имаат потреба од бесплатен градски превоз и им подобрување на одлуката, што значи дали би имало финансиска импликација врз јавното комунално претпријатие да се ова одлука да важи и во сабота и недела за лицата, за пензионерите, односно за граѓаните кои што имаат навршено 62 години за жени, 64 години за мажи. Концептот за интегрирано регионално управување со отпадот е презеден веќе и од претходната влада, што негде е почнато од 2010 година. Под налог на Европска унија, бидејќи сите сакаме влезење во Европска унија, се направени истражувања, дадени многу пари и е предвидена таква регионална депонија во Могила, Битолско, каде што ќе депонираат Прилеп, Битола, Новаци, Пресен и Крушево. Со овој систем на регионално управување, ние, овие што имаме депонија, не се депонии, овие се сега џубришта. Значи, ние си ја загадуваме сопствената средина. Ја загадуваме со депонирањето на отпадот почвата, ги загадуваме земните води и го загадуваме воздухот. Значи, сами си штетиме на своето здраве. Со концептот на интегрирано управување со отпадот, значи, ќе се стимулираат општините и граѓаните во општините што повеќе да го селектираат отпадот, а што помалку да го депонираат. Значи, тука е придобивка